Но оваа локација треба да никне новиот клинички центар, навеле Полево Ѓорче Петров, бидејќи земјиштето е државно, а не во скопската населба Бардовци, зашто трошоците ќе биле за 100 милиони евра повеќе токму поради приватните парцели. Целосниот клинички ќе вреди до 480 милиони евра, пари што допрва Министерствата за здравство и финансии треба да најдат начини како да ги обезбедат. Комплексот ќе има повеќе од 120.000 метри квадратни. Здравствените власти наблюдуваат проекти од австријска и германска фирма за клинички да добие готов европски проект и неговата изградба да биде за 4 наместо за 10 години. Министерот Филипче вели компаниите со кои се водат разговори изградиле 800 болници. Уверен е дека годинава ќе заврши тендерската документација за да стартува градбата. Размислуваме за овој модел за правење на пакет кој што се уште анализираме дали може да се спроведе согласно нашиот закон за јавни набавки, заради тоа што има огромен број на проекти од компании кои што имаат големо искуство во изведување на болници ширум Европа и во таа насока да споиме пакет на проектирање и изведба заедно и сето тоа да го направиме во една тендерска постапка која што ќе биде јавна, која што воопшто нема да биде на никој начин во форма да се некој било кој фаворизира, ниту пак ќе повторам да не биде јавно-приватно партнерство. Дел од постоечкиот клинички во Скопје ќе функционира како ургентниот центар, но не е прецизирано кои клиники ќе останат на водно. Парцелите ако се продаваат, буџетот ќе оди за новиот клинички, вели министерот Филипче. Штипјани пак до 2020 ќе ја чекаат новата болница, зашто лани Штипски бетон го раскина договорот. Додека здравствените власти ги крчкаат болничките центри, расте бројот на случаи со морбили. Опозицијската партија ВМРО-ДПМН цени дека власта се игра со здравјето на граѓаните. Има околу 1300 лица заболени со грип. Почитуван министер, нема мерки, но има жртви. Почина 6-месечно бебе од морбили. Почина 5-годишно девојче од грип. Во играта чинат-не чинат вакцините, не дадовте одговори. А кај родителите направивте хаос во главите. Предизвикавте контраефект, па и најголемите поборници на вакцинирањето сега се сомневаат и имаат дилеми. Што правите сега со грипот? Ке превземете ли мерки? Има нови 5 случаи на мали сепаници. Бројката е близу 200 на заразени од морбили. Епидемијата вчера ја зеде и првата жртва, 6-месечно бебе од Куманово. Повеќе од 6.000 граѓани се вакцинирале против мали сепаници.